Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме ова наша утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве полека дојдовме до крајот нова работна седмица, денеска е петок, а скоро дојдовме и до крајот нова календарска година. Уште еден ден недели од новата година. Утре е 31 декември, а денеска е 30 декември, петок 2022 година. И денеска приготвивме интересни содржини за сите вас, почитувани гледачи, затоа ве покануваме да останете до крајот на ова наша денешна утринска програма. На почетокот ќе ги проследиме како вообичаено нашите сервисни информации, ќе се запознаеме со времето, како време не очекува денеска. Еве прогнозата за денеска и ќе кажеме за утре и за наредните 3 дена, дека ќе имаме променливо облачно претпладне, по котлините со појава на магла или ниска облачност, ќе дува слаб ветер претежно од западен правец. Во Скопје претпладне со појава на магла или ниска облачност, а преку денот променливо облачно и магловито. Во Кавадарци утрово 8 облачно, малко и свежо, некаде 0 степени моментално. Така ги гледам и температурите во останатите делови на нашата земја. Ќе почнеме со Западна Македонија, каде што температурата се движи од 0 до 10 степени, во Скопскиот регион од -1 до 10 степени, во Кумановскиот регион од 0 до 11, Берово -4 до 11, таму утрово беше најсвежо, а најтопло вообичаено во Гевгелискиот регион на југот од нашата земја од 2 до 14 степени. Во Кавадарци и Теквишијата од 0 до 11, Пелгонискиот регион исто така доста свежо утрово, -4 до 11 и Охридскиот регион од 1 до 11 степени. Што се однесува до утрешната температура или температури, бидејќи утре ќе се слави нова година, голем број од вас ќе излезете на градските плоштади, ќе имаме релативно добро време, нема снег, нема ниту дожд. Еве како гласи прогнозата за утре. Претпладне поделни котлини и вдолж поврдарието со појава на магла или ниска облачност. Преку денот сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од северо-западен правец. Во Скопје претпладне со појава на магла или ниска облачност, а преку денот претежно сончево и тивко. Навистина, убави се деновите, овие кои се зад нас и они кои ќе бидат пред нас, топло ќе биде времето. Еве, само да ве запознам со прогнозата за следните 3 дена. Ќе имаме температура, утринските ќе бидат претежно студени, од -4 па до 5, -3 до 5, тоа е за 2 јануари, за 3 јануари утринските од -4 до 4, но послушайте ги дневните какви ќе бидат. Например, на 1 јануари, тој недела, ќе имаме од 10 до 17 степени. Се зависи во кој дел на Македонија живеете. На 2 ќе имаме од 10 до 18, скоро пролетни температури, и на 3 јануари од 10 до 17. Значи, првите денови во новата година ќе имаме релативно топли денови и затоа, почитувани гледачи, искористете ги, излезете во природа после тие новогодишни празници, значи ќе имаме топли денови барем преку денот. Не се најавува ниту снег, ниту дожд, така да ќе има магла во поедини делови, но маглата во текот на денот исчезнува, така да ќе видиме и сонце во текот на овие денови кои се пред нас. Што се однесува до патиштата, состојбата на патиштата, Автомотосојузот на Македонија не јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози, намалена видливост,
od 100 metri pоради магла има на планинските премини или планинскиот премин Ѓавато, тоа е према од Битола према Ресен. Фреквенцијата, интензитетот и сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина и движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Се препорачува внимателно возење, бидејќи денеска е петок, веќе ќе започне викендот и утре нова година. Многу од вас ќе патувате со автомобили, возете внимателно почитувани. Гледачи, вие кои пиете, немој случајно да пиете кога сте зад воланот, бидејќи може да си го загрозите вашиот живот и многу други животи. Секако, ние како христијани не би требало да пиеме алкохол, но ете, ова емисија може би ја слушат и други луѓе кои имат навика да пијат, посебно кога возат, значи воопшто да не се користи алкохолот, а и ако те фатат полицајците и возачката може да ви ја земат и да добиете забрана и големи казни. Како и да е, бидете внимателни и вие како пешаци, а и оние кои возат. На граничните премини ќе има гужва, предпоставуваме, за новогодишните празници. Еве, ќе отидеме на брзина до нашите гранични премини. Одиме на Богородица, тамо е сончево, камерите кои се поставени, гледам дека нема воопшто автомобили. Најверојатно, навечер или попладне ќе има зголемена фреквенција или утре во текот на утрешниот ден. Према соседна Бугарија, граничниот премин Деве Бајер, има неколку камиони, како што приметувам, автомобили и воопшто нема за влез и за излез од нашата земја. Граничниот премин Табановце кон соседна Србија има мал број на автомобили за влез во нашата земја. Најверојатно тие одат и транзит, а некои се задржуваат и кај нас, некои одат према Грција, но како да е, воопшто нема никаква гужва и на тој граничен премин. Кон соседно Косово има тука една колона на автомобили и неколку автобуси, но тоа е незначително, значи мала е фреквенцијата, воопшто нема гужва. Кон соседна Грција, од преминот Миџитлија, од Битола, приметувам има магла, но воопшто нема автомобили. И одиме кон соседна Албанија, Ќафасан, и таму приметувам магла, но имам неколку автомобили за влез во нашата земја. Информирајте се пред да тргнете на пат, почитувани гледачи, посебно кон соседните земји. Отворете картата на Автомотосојузот на Македонија, нивната веб страници, таму се и камери поставени, ќе може да следите дали има гужва на тој патен правец. Одиме понатаму, на денешен ден, да проследиме што се случило во минатото на 30 декември. Еве што е запишено. 1691 година на денешен ден умрел англискиот хемичар и физичар Роберт Бойл. 1803 година на денешен ден во составот на Соединетите Американски држави влегла до тогашната француска колонија Луизијана. На денешен ден, 1865 година, во Бомба, Индија, роден Рајдард Киплинг, англиски писател, изворедно ја познавал таинствената Индија и пишувал книги за деца со тематика од живописниот свет и природата воопшто. Негови најпознати дела се Вистински приказни, Книга за џунглата, Ким, Храбрите капетани и така натаму. На денешен ден, 1899 година, во Лондон умрел Джеймс Пеџет, англиски хирург, еден од основачите на модерната патологија. Одиме понатаму, на денешен ден, 1900 година, во пожар во Чикашкиот театар Ириквој загинале 580 луѓе. Голема трагедија се случила, значи, во 1903 година, каде што во овој театар во Чикаго, очигледно од пожар, загинале 588 луѓе. На денешен ден, 1909 година, убиен бил Соле Стојчев, македонски револуционер, борец против османлиската власт. Еве, бил убиен, значи, од турците во тоа време.
Evo šte nekoliko informacija, ima mnogo koji se slučile, znači v minatoto na današnji den nešto za Makedonija povrzano. 1996. godine Ministerstvo za nadvorišnje rabote na Republika Makedonija sopšal deka Makedonija i Oman uspostavile diplomatski odnosi. 1997. godina na današnji den v Skopje izlegal prvi odbroj na dvonedeljniot magazin Forum. I evo još jedna informacija od Makedonije. 2007. godina na današnji den na 79. godišnja возраст počina general Trajče Krstevski, poranešen načelnik na generalštabot na Republika Makedonija. Evo, počituvani gledači, to obja početnite servisni informaciji. Odime sega da ve pozdravime s odna ubava pesna, a potom se vratime da gi prosledime i ostanatite rubriki vo naša ta današnja emisija Dobro utro. Moje
Еве неповторно во живо, почитувам гледачи, вие следите утринската програма на радио Гласна надежда. Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часу. Денеска е последна емисија во ова година која веќе изминува. Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Библијата, од Светото писмо. Еве на почетокот неколку интересни капки на мудроста. Подобро е да ја запалиш свеќата, отколку да ја проколнуваш темнината. Моли се на Бога, но веслај кон брегот. Додека не тропнеш на вратата, никој нема да ти отвори. Непосејаното семе никогаш нема да никне. И тоа е навистина така. Може човекот да го држи во амбар семето со години, но ако не се стави во земја, ако не добие влага и сончева енергија, сонцето никогаш нема да семето никогаш нема да никне. Додека е виното во каците, тоа е наше. Кога ќе го испиеме, тогаш ние сме негови. Кој оди во кафеана, туги деца рани. Бог често пати не посетува, но на жалост ние повеќето време не сме дома. Подобро е со мудрите да плачеш, отколку со лудите да пееш. Подобро е празно кесе, отколку празна глава. Раката која дава е секогаш на дона која прима. Ако на човекот му дадеш риба, ќе го нахраниш за еден ден. Ако го научиш да лови риба, ќе го нахраниш за цел живот. Малите деца не ти дозволуваат да спиеш, а големите да дишеш. Еве тоа беа неколку капки на мудроста, верувам беа интересни, но пред се беа поучливи за сите нас. Следува читање од псалмите Давидови. Денеска е на ред да го прочитаме 33-тиот псалом. Пејте му радосно на Господа, праведници. Праведните имаат причина да слават. Славете го Господа со харфа. Свирете му на 10 струна лира. Запејте му на Господа нова песна. Засвирете умешно и веселете се. Зашто зборот Господов е праведен и во секое свое дело тој е верен. Господ ги сака ја сака праведноста, ја сака и правдата. Неговата верна љубов ја исполнува земјата. Преку зборот Господов беше создадено небото, преку здивот негов создаденото воинство. Тој на куп ги собра морските води и бездните ги клава во складови. Сета земја пред Господа нека затрепери, нека го почитуваат сите земни жители, зашто тој проговори и светот се создаде, тој нареди и светот се утврди. Господ ги разбива сплавовите на народите, ги спречува намерите на незнабожците, а плановите Господови се вечни и непоколебливи, од род во род остануваат неговите намери. Среќен е народот чиј Бог е Јахве, народот што тој го избрал за наследство свое. Од небото Господ се наведнува, сиот човечки род го наблюдува. Од своето живеалиште ги гледа, сите жители на земјата. Создателот на сите срца, познавачот на сите нивни дела. Него спасува царот многобројната војска, него избавува јунакот неговата снага. Надежта за спас во коњот е празна, не спасува неговата голема сила. Ете, очите Господови бдеат над оние кои го почитуваат, кои на неговата верна љубов се потпираат. Од смрт да ги избави и во време на глад, во живот да ги одржи. Нашата душа на Господа се надева, тоа е нашата помош и заштита. Со срцата свој во Него се радуваме, зашто во Неговото свето име веруваме. Нека бдее над нас Твојата верна љубов, Господе, онака како што на Тебе се надевавме. Тоа беше, почитувани гледачи, 33-тиот псалом, напишан од царот Давид. Химна за мокта и промислата на Творецот. Нека и во оваа година, како што и самиот
Давид заклучува: со срцата своји во него да се радуваме, зашто во неговото свето име веруваме. Нека бдее над нас Твојата верна љубов, Господе, онака како што на Тебе се надеваме. Седи си посакуваме срекна нова година, многу здравје, берикет и така натаму. Меѓутоа, мислам дека од овој благослов нема подобар. Нека бдее над нас Господовата верна љубов, онака како што и ние се надеваме на Господа. Еве, тоа беше 33-тиот псалом што го прочитавме. Сега ќе одеме со уште една песна, но останете со нас, почитувани гледачи, бидејќи во следната рубрика ќе имаме во живо јавување на наш редовен гледач, на колегата Ѓурица Пастоницки во емисија. Одеме сега со песна. Животе, лебедо
Се враќаме повторно во нашата програма, почитувани гледачи, а следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Срдечен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите ова наша утринска емисија. Поздрав до сите гледачи во Македонија секако, а потоа во Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Австрија. Имаме во Германија гледачи, Бразил, Австралија, Америка и на многу други места во светот. Сите сте добре дојдени во нашата емисија. Ова е последна во ова календарска година, но затоа ќе другаруваме, ако Бог даде живот и здравје, и во наредната 2023 година. После ова убава песна што ја слушнавме, нашите млади кои ова есен настапија во Белград, еве повторно се враќаме во живо. Во следната рубрика имаме кратко интервју во живо, ќе го вклучиме колегата и наш редовен соработник Ѓурица Пастоницки од Скопје, кој ќе ни пренесе интересни информации за еден настан кој се случи минатиот викенд. Сега ќе го побараме во живо на телефон и ќе можеме да поразговараме со Ѓурица. Ало, добро утро, Ѓурица. Добро утро. Дали се слушаме добро? Одлично, јас ве слушам. Еве и ние во студиото те слушаме. Па кажи ни како е во Скопје ово утро? Фала на Бога, добро сме за сега, со здравје. Утринава имаме и сонце, малце магла на водно, иначе температурата надвор е негде околу 6 степени. Дали се чувствува предновогодишна гужва, и бидејќи Скопје е главен град, таму многу луѓе доаѓаат и од натрешноста? Како се улиците? Дали е проводно? Или утрово, се уште рано? Па, јас моментално се движам кон запад од Скопје, кон Царај, така да овој дел немаше толку гужва, али кон центарот подоцна ќе одам, така да претпоставам затоа што вчера вечерта кога се движев кон центарот имаше голема гужва. Така, добро. Повод за твоето вклучување во нашата утринска програма е настанот кој се случи минатиот викенд, поточно тоа беше во сабота навечер. Кажи ни, тој беше еден убав настан во Скопје, во црквата Влај. Кажи ни за нашите гледачи, што беше поводот да се соберат млади и да одржат еден концерт? Да, значи минатата сабота имавме новогодишен концерт, така го насловивме, али причина за овој концерт е повеќе кратна. Прво, близината на новата година, идејата ни беше да ги поканиме децата на нашите пријатели и соседи, за да дојдат да слушаат духовен концерт, после тоа да добијат еден поклон, али исто така и божикните празници кои што христијанскиот свет ги слави. Мислам дека пред се и на прво место нам ни беше причина и идеја славењето на нашиот Господ Исус Христос и она што тој го направил за нас. Така, кој се учествуваше? Еве, гледачите може да гледат и слики, пуштаме попатно, додека ти изборуваш. Кој се учествуваше, освен, гледаме и дечиња, има и повозрастни? Да, пред се тоа беше хорот на двете цркви, ХАЦ Влај и ХАЦ Вера, значи Христијанска адвентистичка црква во Вера и во Влај, мешан хор, и имавме дечиња кои што беа како од двете цркви, така имавме и гости од Неготино кои што ни помогнаа да овој концерт биде уште подобар. Така, значи и возрастни лица учествува, имаше? Да, значи немавме никаква граница, секој оној кој што има дар и талент и кој што сака да го слави Бога со своите гласови беше добро дојден да го слави Бога со пеење или со свирење. Така, исто така и да. Освен песните, имаше ли порака до присутните и беше ли посетена ова манифестација? Да. Да, интересен беше концертот затоа што и за мене, да кажам, по прв пат на овој начин овој концерт го одржавме. Значи имавме песни, имавме блокови каде што имавме песни, па одредена порака или приказна за деца и после тоа имавме и програма која што децата ја подготвија. Така да не беше
само духовна музика или духовен концерт, него имавме и пораки кои што се значени за нас и важни и од кои што можевме да излечеме одредени корист за нас лично. Така. А што се однесува до посетеноста, да, салата беше исполнета до последно место, така да моравме да користиме и други простори за да го пренесеме овој концерт и другите да можат да уживаат во благодата која што Господ ни ја дал, а тоа се даровите на гласовите и пораките кои што можеме да ги чуеме. Да, еве, моментално се покажува сликата од салата која е исполнета навистина до последно место. Имаш и пријатели кои можеби не беа адвентисти христијани, него дошле со своите деца. Како успеавте да ги поканете? Па, идејата беше да секој верник ги покани своите пријатели, соработници со оние кои што работи на работно место, така да соседите, така да тие луѓе кои што дојдеа во црквата, значи 90 и поголем процент од луѓето кои што седеа доле во салата беа наши пријатели, значи пријатели на нашите верници со своите деца. Сигурно имаше и оние кои по прв пат дојде, можеби. Да, имаше и луѓе кои што дојдоа по прв пат и беа одушевени, сите имаат позитивен фидбек, да, повратна информација за она што го доживеа и беа одушевени, така да на крајот ние ги поканивме, ако даде Господ живот и здравје, да следната година повторно кога имаме духовен концерт ќе ни биде мило и драго да повторно бидат со нас. Така да имавме одзив и од нивна страна дека радо би учествувале. Така, бидејќи имаше и деца, децата најмногу на што се радуват? На новогодишни подарици, така. Дали им се подари некои пакетчиња? Да, имаше новогодишни пакетчиња кои што сестрите ги спремија за децата и им ги поделија, значи имаше и список на деца кои ги добија овие пакетчиња, се прозива и децата ги добиваа. Така. Добро, Ѓорис, ти благодарам за овие навистина убави информации, за ова убаво случување во црквата Вла и Вера во Скопје. Еве, бидејќи ти често пати си наш гостин во нашата утринска програма на Радио Гласна надежта, една кратка порака до сите гледачи за нова година. Моја кратка порака би било, пошто еден Божик помина, доаѓа другиот Божик, значи момент кога се сеќаваме на Христовото раѓање, нешто што се случило пред 2000 години. Али мислам дека многу поважно е да Исус Христос заживе и се роди во нашето срце и да остане во нашето срце. Така да моја искрена желба и молитва би била до сите ваши слушатели и гледачи да дозволат да она што Исус ни го оставил како благо, што е запишано во Светата реч, во Библијата, да го впиеме и да го живееме како христијани и на тој начин ќе дозволиме да зборот Божи уште еднаш се отелотвори во нас и да може да се покаже пред светот и да можат нашите срца да живеат во мир, во слобода и слога која што Господ ни ја дава. Така. Ѓорис, еве информација за тебе и за сите наши гледачи која пратат ова утринска програма на Радио Гласна надежта, дека Медија центар од Кавадарци беше во Скопје и го сними тој концерт. Тој е обработен и вечерот ќе биде за прв пат објавен на нашиот YouTube канал и ние ќе го ставиме на YouTube каналот на Радио Гласна надежта со почеток во 18 часот. Така да, почитувани гледачи, ќе можете да го видите целиот концерт кој се одржа во минатата сабота во црквата Влаја. Ѓурица, ти благодарам што зеде учество во нашата утринска програма. Ти посакувам среќна нова година на тебе, лично, а и на твоето семејство и да имаш убави моменти во наредната година и повторно да соработуваме. Ви благодарам на убавите желби и то така јас посакувам се најдобро од Господа во новата година, да Бог ви даде живот, здравје, радост, мир, среќа, просперитет и гледаност и да ако даде Господ живот и здравје, да и понатаму можеме да се слушаме на ваков начин. Така. Секој добро, пријатно. Секој добро, пријатно. Почитувани гледачи, еве го проследивте ова кратко интервју во живо, значи го вклучивме Ѓурица, пастор во црквата Скопје, кој ни пренесе интересни информации за случувањето минатиот викенд што се случи концертот, детскиот концерт, односно концертот на млади во црквата Влаја.
Odime сега со уште една песна, потоа ќе одиме на следните рубрики. Еве не повторно во програма, почитувам гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Пред неколку седмици овде во нашето студио, во Медиа центарот Кавадраци, бевме сведоци на снимање на еден музички спот, кај што тројца млади од Неготино и од Скопје го снимија својот спот кој ќе биде имитован наредната сабота, односно на 7 јануари. Всушност, црквата на адвентистите на 7-миот ден организира така наречена Евровизија за повеќе земји или држави, кај што младите испраќаат своји песни кои првпат ги имитувале и ги напишале, ги испееле, така да еве и Македонија, мислам дека по втор пат тоа ќе го направи и ова година. Додека ја зборувам, еве, гледате и фотографии, како сето тоа се одвиваше во нашето студио. Тука беа соработниците Сања Кушевска и Томовска, сестрата која помогна да направат аранжман, го украсија студиото, им помогна на младите да го снимаат овој спот, кој ќе може да го видиме на крајот од ова програма, односно ќе можеме и да гласаме сите ние, значи на 7 јануари навечер. Линкот ние ќе го споделиме на сите социјални мрежи кои ние ги поседуваме, секако ќе биде споделен и на линкот на Радио Глас на надежта, така да тоа ќе се случи, значи таа Евровизија на 7 јануари навечер, некаде ми счине 20 часот, и затоа ќе ве замолиме да гласате за нашите, секако за нашите млади, кои ја пеат песната на англиски. Песната е многу убава, таа беше веќе испеана есента, кога младите беа во Белград, во нашата главна црква, но како е да е, ќе можете, значи, сите да гласате. Тоа е Тет Патфандер, значи, група на млади кои се желни. Не е во прашање над преварот да добијат некоја награда, меѓутоа крајната цел е да се прослави Господа. Значи, песната ќе ја слушнеме за која минута, меѓутоа сакам да уште еднаш ве поканам сите вас млади кои умеете да пеете, кои може да пишете песни или пишувате аранжмани, музика, во 2023 година да бидете наши соработници. Значи, напишете, отсвирете ја, нашето студио ви нуди бесплатна услуга да може да дојдете и да ги снимите тие спотови, тие песни кои што ќе се имитуваат, да луѓето ги слушаат, а пред се да го запознаат и да го прослават Господа Исуса Христа. Што уште да кажам?
повик до сите вас, следете нашата програма. Ние денеска ќе завршиме ова наша утринска програма, ќе имаме пауза во наредните денови, значи ќе се јавиме после новогодишните и божикните празници, но линкот ќе биде споделен и сите вие ќе можете да гласате за ова наша млада група која со многу жар, со многу љубов ја подготви ова песна и ќе биде пуштена во сабота, значи на 7 јануари, кај што ќе може да ги слушнеме и останатите. Јас сега ја немам бројката колку држави се пријавиле, но еве ние по втор пат ова година ги пријавуваме младите кај што се такмичат или надпреваруваат. Повторно ќе кажам, не станува збор за некоја награда, меѓутоа битно е да се учествува, но и ако бидеме први или втори или трети, не е важно. Важно е да нашите млади се покажат тамо и како црква постоиме на овие простори, значи христијанската адвентистичка црква ја представуваат овие млади кои еве ги гледаме овие слики, како се подготвува и како ја го снима тој спот. Беше интересно, кај младите секојаш има воодушевување, сила и многу љубов. Тие беа тука неколку часови, ја снима ова програма, односно овој спот. Во студиото техничарот ја стокми, ја спреми, ја подготви, така да еве таа е веќе испратена и со нетрпение го очекуваме денот, односно 7 јануари, кога ќе биде тој настан кој ќе се случи, ќе може да го пратиме, значи на интернет и ќе има таму опција како да се гласа и секој ваш глас почитувани без разлика каде се наоѓа. Дали сте во Македонија, у Србија, во Босна, Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Словенија или некаде во западните земји, во Австралија, Америка, еве ја ве поканувам, ако сакате секако гласајте за нашите представници од Македонија. Еве толку за ова јавување, односно за овој спот што беше направен. Сега одрежек ќе биде пуштен, ќе го видиме и да навистина им посакаме многу успех во ова наша, би нарекол, Евровизија во рамките на трансевропското оделение. Да видиме сега песната. Surrounded by everyone, still empty inside. My soul reaches now. Are you there? Oh, do you hear my thoughts? Does my voice come through? Breaking the light. Do you listen now? Oh, time is running fast, and I'm still behind, waiting for my train. Are you there when nobody listens to me? When people move on and I'm stuck, are you there? There, trapped by myself, are you there? Or is this just a lie?
free. Right now I'm waiting for you. Are you there when nobody listens to me? When people move on and I'm stuck, are you there? There, trapped by myself, by myself. Are you there, or is this just a lie? You are there, and you will bring the light. Evo se vraćаме повторно во нашата програма. Ја следите утринската емисија Добро утро на радио Глас на надежта. Дали сте се запрашале, почитувани гледачи, зошто се слави Нова година? Од кога се слави Нова година? Во Библијата, значи во Светото писмо, во Стариот завет и во Новиот, воопшто нема да најдете прославување на Нова година. Ниту на Божик, дали на 25 декември или 7 јануари. Историјата тоа го забележала од кога започнала прославата на Нова година. Има многу интересни факти, односно историски белешки. Секако, прославувањето на Нова година е настан кој го направил човекот. Човекот го воспоставил. Речиси, во сите култури кои користат годишни календари, доаѓањето на новата година се слави како празник на промена на календарите, односно на вековите, заминување на стариот период и започнување на нов период. Сепак, 1. јануари не се земал секогаш како почеток на новата година. Во зависност од културата, новата година во некои земји се прославува на пролет или на есен. Самиот обичај е поврзан со прославувањето на раѓањето на сонцето, кај тие незнабожички народи кои го обожаваат секако сонцето. Како што се минувале вековите, така се минували деновите кога се славела новата година. Со оглед на тоа што многу народи немале календари, годината ја пресметувале според годишните времења, како и врз основа на завршувањето на теренската работа што ја имале. Нова година, денот што го обележувале почетокот, како што спомнав, на новата календарска година. Римската нова година била од 1. март, а во оној ден се прославува на различни начини и во многу култури. Новата година, според Грегоријанскиот календар, кој денес е најкористен и најмногу употребуван во целиот свет, паѓа на 1. јануари, но постојат разлики во разни култури според календарите што се употребуваат за пресметување на почетокот на новата година. Знаеме дека постојат два календари, Грегоријански и Јулијански, кај што има разлика од 14 дена. И затоа некои го прославуваат Божик на 25 декември, а они кои го држат стариот јулијански календар на 7 јануари или 14 јануари ја прославуваат стара нова година. Традиционален белег на новата година е новогодишната елка, која се поставува во главната соба и околу која се празнува овој ден. Секако и новогодишната елка ја нема во Библијата. Пишува таму во една пророчка книга дека луѓето во тоа време сечеле зимзелени дрвја, ги ставале во собата и околу нив играле и се клањале, но Бог тоа не го одобрувал, така да сега да не навлегуваме дали треба ние да обожаваме, да украсуваме новогодишна елка, тоа оставаме на секој од вас да се оцени, меѓутоа еве значи во подоцнежните времења и елката е споена, би рекол, со новогодишните празници
Во земјите кои го користат Григоријанскиот календар, првиот ден од новата година спаѓа или паѓа на 1 јануари. Овој датум како прв ден од новата година е проширен из целиот свет, дури во земјите кои слават друг ден на почетокот на новата година, како на пример во Кина и во Индија. Прославата на новата година се случува вечерта наспроти 1 јануари, односно 31 декември, и се смета за најголем настан, проследен со огномет и со други пиротехнички средства. Еве, на пример, Источната православна црква се уште го користи јулијанскиот календар, па оттаму и прославата на така наречената Стара нова година на 14 јануари, а всушност 1 јануари според јулијанскиот календар. Новата година на 1 јануари се прославува во овие земји како државен празник, а Старата година како народен или религиозен празник. Овој датум се празнува се уште во Република Македонија, Србија, Грузија, Ерусалим, Русија, во некои делови на Босна и Херцеговина, во Грција и така натаму. Кинеската нова година позната како месечева нова година, секоја година е на различен датум, а паѓа на првата млада месечина од првиот месечев месец или околу 4 до 8 недели пред пролета. Датумот е секогаш на 21 јануари или 21 февруари според Григоријанскиот календар. Постои Виетнамска нова година, Тибетска нова година и така натаму и така натаму. Се верува дека првата прослава на новата година ја одржале жителите на Месопотамија пред повеќе од 2000 години. Во Месопотамија новата година ја дочекуваат на почетокот на март. Ево уште неколку интересни информации. Едно од мислењата и дека кинезите први ја дочекале новата година. Иако спомнав, некој верува дека тоа се случило во Месопотамија, некој верува дека тоа било во Кина, кинезите ја дочекале првата нова година, а друго е дека тоа биле и старите германци или римјани во антички Рим, како и во Месопотамија, почетокот на новата година се славил на 1 март, некаде околу пролетната рамнодневница. Меѓутоа, од 153 година, во старата ера, римјаните имаат прослава на 1 јануари, се славела во чест на богот Јанус. Новата година ја дочекали како символ на почеток на нов живот и нови животни надежи. Но, ево уште една информација, старите германци го поврзуваат почетокот на новата година со крајот на теренската работа, која паѓа во средината на ноември. Така ја прославуваат убавата година и престојните празници. Но како и да е, почитувани гледачи, сите овие обичаи во основа се пагански. Значи, нема библиска основа за прославување на нова година. Долго време ова религија избегнуваше да го слави овој празник, значи христијаните, црковните поглавари, но како времето поминувало, се повеќе и повеќе постои тој силен притисок да и во црквата влезе, на жалост, прославување новата година. Во голем дел од средниот век најрадосниот христијански празник се поврзува со нова година, Божик. Значи, со години се сметал Божик како почеток на нова година, меѓутоа сега е тоа споено 25 декември со 1 јануари. Од 12 век црквата полека го прифаќа 1 јануари како прв ден од новата година. Како и да е, ние нема да навлегуваме кој како ќе слави, меѓутоа сакам да истакнам, Библијата јасно ни го поставува патот дека Исус не се родил ниту на 25 декември, ниту на 7 јануари, тој се родил некаде на есен, не е запишен точниот датум. Како е да е, еве сега кога е голема еуфорија, кога луѓето пристапуваат кон нова година со нови планови, со нови идеи, со нови одлуки, па еве и ние сакаме да навлеземе во една нова година, во еден нов период, со нови планови и Господ да не благослови во сите тие наши активности. Одеме сега со песна. Share.
Еве повторно назад во студио, почитувани гледачи. Рубриката Нова книга или нови книги, и ова утро сакам да ви понудам една интересна книга, што и претходно во една емисија рекламиравме, тоа е Големи размислувај за големите нешта. Нека ова нова година која е пред нас да си поставиме што повисоки цели. Да размислуваме за големи нешта. Ова книга ќе ви помогне во тоа. Од писателот Бен Карсон, доктор Бен Карсон, која опишува својата собствена формула за успех. Тој е успешен човек, американец, доктор кој прв ги развил синамските близнаци, кој учествувал во многу други операции, неврохирург и беше кандидат за председател на Соединетите Американски држави. Ако сте желни за добра книга, пишете ни, јавите се, ќе ви ја испратиме по пошта по релативно ефтина цена. Секако ова книга е во издание на издавачката куќа Знаци на времето од Скопје. А вие кои сакате да читате Библија во новата година, ние ви стоиме на располагање да ви подариме бесплатно светописмо. Пишете ни во нашата редакција, а ние после празниците ќе ви испратиме бесплатно светописмо, односно Библија. Доколку сакате и да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме прекрасна дописна библиска школа Библијата зборува.мк. Значи, отворете ги вашите компјутери, на Google отидете и напишете Библијата зборува.мк и ќе влезете внатре во ова интересна дописна онлайн библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве повторно во студио, почитувани гледачи, после ова реклама на дописната библиска школа. Полека дојдовме до крајот на ова денешна утринска програма на радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. На крајот ни преостанува, почитувани гледачи, да ве поздравиме и да ви се заблагодариме за вашата доверба, за вашето време кој го одвојувавте да бидете дел од ова наша утринска програма. Пред нас е нова година. Ќе имаме едно време пауза, така да ќе се јавиме после божикните празници повторно од нашето студио овде во Кавадарци. Меѓутоа, сакам од моје лично име и од името на мојот соработник, техничарот Драгослав Методиев, кој еве сега ќе ве поздрави. Ние бевме секој понеделник и петок овде во студиото во Медија центар Кавадарци. Мора на време да се дојде, да се приготват сите овие програми кои ги даваме, значи секој понеделник и петок, меѓутоа и во текот на седмицата овде во студиото се снимат разни други програми за другата наша редакција Глас на надежта ТВ, кои исто така може да ги пратите секој понеделник и петок на YouTube каналот Глас на надежта, каде што се имитуваат интересни и здравствени и библиски предавања, така да еве покануваме и понатаму и во наредната година да биете со нас. Од мене и од Драгослав, честитки за новата 2020 година. Господ да ни даде на сите многу здравје пред се, радост, и здравјето е секако најважно. Парите ќе се заработат и се трошат.
славата поминува, популарноста поминува, сега сме млади, утре сме повозрасни и еден ден ќе остарееме. Меѓутоа, здравјето е најважно и односот со Господа. Нека во ова 2020 година да бидеме уште поблиску до Господа. Уште еднаш срекнави нова 2020 година и ви закажувам повторно средба после празниците. Нека Господ биде со сите нас. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.